Доктор Роберт Монтгомери е хирург кој привлече меѓународно внимание поради направени 10 трансплантации на бубрези во еден ден. Тој досега извршил повеќе од 2000 вакви трансплантации. Минатата пролет, кусо по руската инвазија на Украина, тој одлучил директно да им помогне на пациентите. I didn't think it was enough to Не мислев дека е доволно да се биде сочувствителен или да се зборува за тоа. Треба директно да сте инволвирани. Со помош на колега од Полска, Монтгомери запознал украински хирурзи онлайн, кои му предложиле да отпатува во Украина за да им помогне. Тој не се двоумел. when we got to Lviv, all the lights were out. Кога стигнавме во Лавов беше мрак. Следното утро имавме 2 закажани трансплантации. Спиевме неколку часа. Украинскиот хирург Ихор Хумени, кој првично го поканил доктор Монтгомери во Украина, го прашал дали се плаши да работи во војна зона. Відповідь була дуже Многу добро се сеќавам на неговиот одговор. Тој рече: "Знаете дека и јас имав трансплантација на срце. Откако добив ново срце, сватив дека имам дополнително време за живење и сакам да го искористам за да им помогнам на луѓето на кои ми е потребна помош." Доктор Монтгомери поминал една недела во Лавов каде направил 4 трансплантации. Сите беа успешни, рече тој, и додаде дека нашол и други начини да помогне. But the whole time I was there, I was writing down. Цело време, додека бев таму, забележував каде има потреба од нови инструменти и опрема. Сакав, кога ќе се вратам во САД, да соберам пари за тоа. Дома, тој успеал да собере околу 300.000 американски долари, што неговата клиника ги искористила да купи опрема за украинските болници. Ја однел опремата за време на неговото второ патување во Украина, во октомври 2022 година. Тој вели дека постојаното гранатирање на енергенските и другите инфраструктурни локации ја направило работата многу стресна и тешка. The lights go off, the generators have to come on. There's that Кога ќе снимаше струја, требаше да се вклучат генераторите. Префрлањето на вентилаторите, апаратите за срце и другите апарати на генератори беше многу страшно. Сега доктор Монтгомери се подготвува трет пат да оди во Украина, со цел да им помогне на украинците на кои им е потребна протетика и психолошки третман. Тој исто така собира пари за заеднички проекти меѓу неговата болница во Њујорк и Центарот за рехабилитација незмални во Лавов.